Градоначалникот на општина Битола Владимир Талески испрати писмо до претседателот Ѓорѓе Иванов во кое бара да ја повлече аболицијата за него. Во барањето за повлекување на аболицијата стои: Почитувам претседателе на Република Македонија, сакам да ви честитам за храбрата одлука за аболиција, која е со цел и намера што побрзо да се разреши политичката криза во Македонија. Познавајќи ве лично, знам дека одлуката е со искрени и најдобри намери. Во еден неприроден склоп на околности, меѓу лицата кои добија кривични пријави од неуставното и незаконско специјално јавно обвинителство се најде и моето име, не по моја вина. Имено во незаконските телефонски разговори, еден од двајцата соговорници во еден момент под силна емоција ме споменува и ме клевети за некаков криминал и корупција, што не е вистина, но тоа е доволен аргумент за специјалното јавно обвинителство да направи невидена политичка хајка против мене и моите соработници. Обвинувањата и целата постапка од специјалното јавно обвинителство имаат единствено политичка заднина, бидејќи јас лично никогаш не сум правил криминал, не се чувствувам виновен, не сум виновен и не сакам да бидам изедначен со вистинските криминалци во Република Македонија. Почитуван претседателе на Република Македонија, како градоначалник на Битола работам искрено, посветено и одговорно за доброто на граѓаните. Не сакам да има сомнеш или шпекулирање за моето законско работење и затоа од вас барам аболицијата за мене да ја повлечете. Подготвен сум да ја докажам вистината за моето честно работење, убеден дека надлежните државни институции ќе се интересираат за факти и докази, а не за тенденциозни и неаргументирани обвинувања, стои во барањето на градоначалникот Талески. Доставувањето на барањето следи откако специјалното јавно обвинителство пред неколку дена откри дека работи на случај под името транспортер. Специјалното јавно обвинителство тврди дека Талески заедно со општинскиот претседател на Комисијата за јавни набавки и група превозници ги местеле тендерите за превоз на ученици, со што општина Битола го плаќала најскапиот превоз во светот, бидејќи Талески е на листата помилувани од претседателот Иванов. Специјалното јавно обвинителство не може кривично да го гони, па побара конфискација на неговиот имот. Талески пак тврди дека пресконференцијата на специјалното јавно обвинителство била тенденциозна и неаргументирана, а неговиот имот бил законски стекнат и истиот е пријавен во Државната комисија за спречување на корупција.